Гровчански мост е еден од најубавите мостови во Кратово, изграден на почетокот на 18-тиот век. Секојдневно губи камен по камен и е во состојба пред уривање. Иако Сител пред точно една година алармираше кога добар дел од носечкиот столб на мостот се одрони и падна во водите на Кратовска река. Од тогаш до денес ништо не е направено. Градоначалникот на Кратово во неколку наврати реагираше до Управата за заштита на културното наследство, но за жал санацијата на мостот никако да започне. Трагично е што државата има обезбедено пари за санација на мостот, но мостот и натаму пропаѓа поради сложените тендерски лавиринти. Директорот на музејот во Кратово, Илија Митевски, жали што државата не дозволува прочуените кратовски ѕидари да ја завршат работата, кога веќе големите градежни компании немаат финансиски интерес да го санираат. Министерството за култура додели 400.000 денари за санација на мостот. Но тие пари беа пуштени до Конзерваторскиот центар на Република Македонија во Скопје, кој требаше да ги изведе овие работни зафати на мостот. Но бидејќи распишаа конкурс, на конкурсот требаше се јави некоја фирма со лиценца А. Такви фирми за толку мали пари не се нафаќаат и така пропадна тендерот и мостот се уште не е конзервиран. Граѓаните на Кратово очекуваат Конзерваторскиот центар да најде решение и да спречи поголеми оштетувања. Состојбата во која се наоѓа Гровчански мост непријатно ги изненади и бројните туристи во градот. Велат недозволиво е градот кој со право го носи епитетот град на кули и мостови да се срами токму од објектите кои се под заштита на државата. За Сител телевизија од Кратово, Оливер Арсовски.